последниве 10 месеци од новата влада не сме имали ниту еден состанок работен со министерот Манчевски. Ја сметам дека сме институција која што троши државни пари, прави анализи и тие анализи ги правиме за владата и парламентот, а не да ги чуваме кај нас. Ќе кажам да се вклопам во времето, неколку процедурални забелешки на предлог законот и неколку конкретни забелешки кои што мислам дека представуваат грешка или се направени можеби од незнаење, не дека се со намера. Во причините за донесување на законот е наведено дека во извештајот на наблюдувачката мисија на ОПСЕ ОДИХР 13 април 2014 година се препорачува на агенцијата. Во тој период не постоеше агенцијата, постоеше Советот за радиодифузија. Пратениците треба да знаат, значи не треба да бидат донесени во заблуда, дека тој извештај се однесува на Советот за радиодифузија и затоа е донесен овој закон за да се отстранат тие забелешки. Значи не е точно дека се однесуваат на работењето на агенцијата. Што се однесува на ставот дека агенцијата представува нем сведок за говорот на омраза, агенцијата можам да ви ги набројам 20 на 30, не знам колку случаи кога што постапила, кога констатирала говор на омраза, меѓутоа со постојниот закон за аудиовизуелни медиумски услуги агенцијата нема казнена одредба за да може да казнува и сите своји констатации агенцијата ги праќа до јавното обвинителство и до Комисијата за заштита од дискриминација. Претпоставувам дека овие забелешки се однесуваат на јавното обвинителство и на Комисијата за заштита од дискриминација, а не на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги. Што се однесува до самиот текст на законот, во членот 13 кажува дека оние трговски радиодифузни друштва кои ќе се пријават дека ќе емитуваат на својата програма на годишно ниво соодветна програма музика ќе добијат намалување на надоместокот на лиценцата за 30%. Такво нешто технички не е изводливо да биде мерено, за да некој каже. Може да веруваме на збор, меѓутоа технички не е изводливо. Претпоставам дека тоа го знаат министрите, дека агенцијата да мери 30, значи треба цела година да запослиме уште 100 луѓе кои што само ќе мерат колку музика емитуваат радиодифузерите. Во истиот член став 9 пишува дека агенцијата со подзаконски акт ќе го утврди план на времето и жанрот на емитувањето на музиката на македонски јазик и на етничките заедници. Ова представува грубо мешање во редовачката политика на медиумите. Едно од клучните прашања ги кажавте, председателе, владиното рекламирање, односно рекламирањето на државните органи. Член 102 се брише, меѓутоа дефиницијата во законот останува, што значи дека останува владиното рекламирање. Претпоставувам дека е целта на вистина да се тргне владиното рекламирање, ако е тоа така, тогаш треба да нема во дефиниција за аудиовизуелни, односно за аудиовизуелни комерцијални комуникации, како што е дефинирано во законот. Во делот на финансирањето, дали е техничка грешка, пишува до 0,7 до 1%. Валјда од 0,7 до 1. Затоа што во наредниот член, каде што се објаснува, кажува дека во зависност од како ќе се полни буџетот, така и ќе биде финансирањето, да не испадне дека наместо 0,7, ако е до 0,7, да добива 0,3, 0,2, 0,4 или 0,5%. Друга забелешка е тоа што МРТ треба да ги враќа средствата на крајот на годината во вишокот, ако има воопшто вишок во буџетот. Сериозна во истиот член 105 пишува дека се укинуваат лимитите на рекламирање кај МРТ. Во член 105 пишува дека во програмите кои што се обезбедени со склучени посебни договори со обезбедувачи на аудиовизуелни медиумски услуги со заштитени авторски права ќе има неограничено право на реклами и јавниот сервис. Едниот член со другиот се контрадикторни помеѓу себе. И ова најмногу ме загрижува член 36, каде што пишува дека членот 143 се менува. Оператор може да реемитува програмски сервиси на радиодифузери од други држави согласно член 44 од постојниот закон. Постојниот закон, член 44, кажува дека се гарантира слобода на прием и реемитување на аудиовизуелни медиумски услуги од државите членки на Европска унија и други европски држави потписнички на Европската конвенција за прекугранична телевизија на Советот на Европа на територијата на Република Македонија. Тоа значи дека за да сватат и пратениците дека CNN и BBC во Република Македонија нема да смее да се реемитуваат. Претпоставам дека и ова е направено од незнаење, а не со намера.